Портал Работник на YouTube. Притиснете лайк, subscribe и удрете на звончето. Почитувани гледачи, добродојавте во новото видео и интервју на порталот Работник. Денеска, после полого време, наш гостин е професор доктор Лазар Јовевски. Професоре, ви благодарам што ја прифативте поканата да гостувате во денешното видео и интервју. Благодарам за поканата. Денеска ќе разговараме за конвенциите на МОД. И идејата ми дојде од тоа што неодамна Собранието на Македонија ја ратификуваше конвенцијата за елиминирање на насилство и вознемирување во сферата на трудот, па би сакал да почнеме токму од тоа. Бидејќи вие ги познавате добро европските и светските стандарди и конвенциите на МОД, би сакал да ве прашам што подразбира оваа конвенција на МОД? Што значи, еве сега ја ратификувавме и сега што може да очекуваме да придонесе во рамките на подобрување на работничките права, да кажеме на еден начин. Конвенцијата за спречување од вознемирување и така наречен мобинг на работно место, они го викаат вознемирување и која што опфаќа повеќе елементи, всушност е конвенција која што е релативно понова дата, значи 2020 година е донесена, страна МОД 2021 стапена во сила, ние ратификувавме оваа година и оваа конвенција опфаќа поголем број на права од тие што се предвидени со Законот за работни односи и Законот за заштита од психолошко и сексуално вознемирување на работно место. Така што дефинитивно и согласно одредбите на самата конвенција, ние ќе треба да го прошириме и тука да го ускладиме нашето законодавство, иако согласно системот на ратификација во Македонија, конвенцијата штом се ратификува, таа станува составен дел од македонскиот трудоправен систем, па и судовите може директно да се повикуваат на самата конвенција, односно на нејзината примена, почитување и слично, но самата конвенција упатува на тоа дека со националните законодавства, односно со конкретниот случај македонските трудови нормативни решенија, ќе треба одредени работи да се прошират, да се усогласат. Интересно е тоа што оваа конвенција се однесува и на вознемирувањето кое што е поврзано, инспирирано како економско вознемирување, не само психолошко, сексуално или физичко вознемирување, туку интересно е тоа што е додадена и категоријата економско вознемирување, така да нешто што во нашето законодавство го нема, а исто така го нема и аспектот на тоа каде се може да се случи вознемирувањето, кои се области од трудот може да бидат предмет на вознемирување и секако заштитните мерки кои што треба да се преземат во однос на спречување, превенција, но и санација на одредените проблеми ако настанат во однос на самото вознемирување. Кога сме кај конвенциите на МОД, колку истите се имаат правна тежина во македонското законодавство и колку се обврзувачки? Штом се ратификуваат согласно македонскиот устав, како што предвидува, значи постапката е таму уредена, таа конвенцијата или актот меѓународен станува составен дел од македонското трудово законодавство и во тој смисол тие се имаат директна примена во македонскиот правен систем, односно во самиот судски систем, но и во самата примена. За разлика од некои други земји каде што е потребно посебно да се носат закони, каде што ќе се инкорпорираат меѓународните стандарди, кај нас овие самата ратификација, всушност самата ратификување се носи преку закон за ратификација на конвенцијата, така што кај нас на тој начин самата конвенција станува или конвенциите стануваат составен дел од македонското законодавство и како што кажав директно се применуваат. Синдикатите во изминатиот период постојано велат дека конвенциите се кршат. Конвенциите на МОД се прекршуваат од страна на државата. Нели зборуваме за во јавниот сектор, но тоа важи истото и за во приватниот сектор. Ако е таква ситуацијата, еве, како гледате на тоа што конвенције од една страна се носат, се ратификуваат, но од друга страна се
се прекршуваат. На што се должи овој парадокс? Дали е до менталитетот, дали е до нешто друго? Според мене ова се должи на две основни нешта. Првото е што бројот правниците во Македонија, но и самите, не само зборувам за оние кои што се во делот на застапувањето, туку и во оние кои што го применуваат правото, кои што треба да го почитуваат, да го имплементираат или да судат, во многу аспекти и самите не се навлезени подлабоко во однос на тоа да директно применуваат конвенции. Во последните години нешто почнува да се менува во рамките на судството, меѓутоа генерално не се познаваат добро конвенциите, не само на Меѓународната организација на трудот, туку и на Европската унија, некои други акти кои што Македонија ги ратификува од други организации. Тоа е едниот проблем, а вториот проблем е лицемерието кое што постои. Значи во македонскиот правен систем, би рекол политички и општествен, постои голема доза на лицемерие, односно се ратификуваат конвенции за да се задоволат некои, би рекол, светски меѓународни аспекти на тоа дека еве ние сме дел од светот кој што се грижи за да инкорпорира меѓународни стандарди, а од друга страна сведоци сме дека во пракса воопшто тоа не функционира, воопшто не се применува, воопшто не се извртува, се изветопаруваат самите одредби, се модифицираат и така натаму, и сето тоа на крајот недосмислено покажува на еден лицемерен однос, да се представуваме пред светот дека сме големи поборници за почитување на меѓународни стандарди, а дома во рамките на нашите домашни нормативни активности, но и практична примена не покажуваме вистинска зрелост. И последното прашање за ова кратко интервју, што е според вас потребно да се направи за повеќе да се почитуваат конвенциите на МОТ? Престанеме да се лажеме едни со други, да се лажеме и самите себе си, да се замајуваме и да глумиме. Значи да погледнеме на реалноста во очи и да ја преземеме секоја одговорноста која што ја има во својата област. Ако е тоа судството да зрее во одговорноста, ако се тоа државната власт, јавниот сектор исто така, ако се тоа адвокатите исто, работниците, работодавачите секако. Значи не можеме ние да ги надминуваме проблемите ако не се соочиме самите со себе и ако не разбереме која е нашата одговорност и што треба да направиме за наше добро. Значи не за добро на другиот, за нашето добро прво, а потоа и за другиот. Тоа е поделата основна и премиса. Нема многу тука филозофија, нема многу не знам што да се кажува или да се измислуваат некои не знам ти какви правни теории или слично. Едноставно правото бара одговорност, правото бара доследност, правото бара примена како што треба. Никогаш не постои совршен закон, тоа на сите ни е јасно, затоа што не постојат совршени луѓе, меѓутоа постои реална тенденција за да се дојде до најдоброто решение. Ако тоа на тој начин се пристапи, се применува во рамките на пристапот, тогаш работите гледат многу поинакви, многу подобри во самата земја и во самиот трудоправен систем во Македонија.